Не стивнуваат реакциите во јавноста откако студентите во трите најголеми студентски домови останаа со само 2 оброка дневно, наместо 3 оброци кои им следуваат по истата цена која ја плаќале и досега. Студентите ќе добиваат 2 оброка. Се уште нема официјален одговор од Државниот студентски центар, која е вистинската причина поради која е скратен еден оброк. Реагира и од ВМРО ДПМН. Според нив студентите повторно ја почувствуваа на своја кожа суровоста на СДСМ на дело. СДС им укина еден од трите оброци кои им следуваа секој ден на студентите кои престојуваат во студентските домови. Сега, наместо 3 оброка на трошок на државата, тие ќе можат да јадат само 2. СДС, за жал, секој ден остава гладни и љадници студенти. Додека министерите на СДС јадат морски плодови, морска храна, апетисани и слично, и љадници студенти ќе останат гладни благодарение на СДС. Според Александрова, потекот за укинување на појадокот во студентските домови е нечовечки однос кон студентите и само уште еден доказ дека на СДСМ воопшто не им е гајле за ништо. На 15 октомври студентите ќе стават крај на ваквото сурово однесување од страна на СДС. Ваквиот нечовечки и суров однос кон младите луѓе ќе им нанесе огромен пораз на СДС. Останува нејасно за идните академски граѓани кои решиле да ги користат услугите на студентските домови, дали на некој друг начин ќе им се надоместува укинатиот појадок или ќе треба да го плаќаат од сопствениот џеп. Ова е само дел од низата мерки кои се укинаа во образовниот систем по формирањето на новата влада.